Духовден Прасковер, неофицијално, голем празник за жителите на општина Росоман, меѓутоа росоманчани годинама нормално мака мачот пред се со измрзнувањето, 80% од прасковите насади измрзнати. Градоначалниче, нека е за многу години празникот. Како денеска? Нека е среќен Духовден Прасковер, меѓутоа оваа година, како што сами можете да се уверите, овошните насади, односно прасковите насади се декласирани буквално. Штетата од пролетниот мраз е навистина огромна, преку 80-90% од прасковите насади се измрзнати. Ева правата вистинската слика, тоа е ова, иако се наоѓаме на една поголема надморска височина каде би можело и да се најде по некоја праска, меѓутоа во пониските делови од општина Росоман измрзнувањето е уште и поголемо. Како и да е, граѓаните тоа ќе го осетат на нивниот джеп, меѓутоа Проти природата не се може. Не се може, да. Би искористили прилика само да ги подсетам граѓаните дека комисијата која што е формирана при општина Росоман за проценка на штетите од пролетниот мраз, оваа недела ќе го заврши извештајот за штетата од пролетниот мраз и ќе го достави до Советот, кој подоцна ќе биде проследен до владината комисија за утврдување и проценка на штети од елементарни непогоди. Денеска со гостите од Пландиште? Да. Традиционално имавме пост да наречем од година и пол. Последниот пат се видовме во февруар минатата година. Меѓутоа поради ковид ситуацијата не само ние, него сите, луѓе бевме хендикепирани поради мерките за ковид вирусот и еве сега прилика после толку подолго време да се видиме со нив и да се малку дружиме се со цел да продолжи таа традиција на дружење, односно збратимување меѓу општините, сепак со почитување на препораките во врска со ковид ситуацијата. Затоа не се присутни делегациите од Турција и Романија, нели? Па да, иако се тие поканети, тие известија дека не може да дојдат баш поради ковид причината, односно присуството на ковид вирусот. Јас сум у Росоману више пута био и Јас сум бил во Росоман повеќе пати. Росоман е наша братска општина и нашето пријателство трае уште пред јас да станам председател на општината, како и пред вашиот градоначалник. И битно е што ние живееме добро, сложно. Битно е што не губаме и култура и традиција, а со самото тоа секојаш имавме и фолклор, како Росоман со своите, така и Пландиште со своите. Би го честитал Духовден, инаку и ние имаме во Пландиште едно населено место што се вика Маргита, кое денес ја слави оваа слава. За жал, заради ковид состојбата, каква е во целиот свет и не го заобиколи ниту Пландиште, ниту Росоман, ниту Македонија, ниту Србија, не бевме во можност да го доведеме фолклорот, тие дечиња, но се надевам дека со помош на вакцинацијата, со сериозност на самите граѓани, ќе направиме имунитет на стадо и ќе бидеме заштитени од таа страна. И еве една убава вест, ако не се запознаени нашите домаќини од Росоман, од Кавадарци, од цела Македонија, кај нас е дозволено вакцинирањето и доколку ви имате проблеми со вакцините и не можете да стигнете да се вакцинирате, кај нас секогаш сте добре дојдени, секогаш можете да дојдете. Така да мислам дека тоа е еден убав начин на соработка помеѓу нашите две земји, бидејќи за жал овој ковид е како поплава. Вие од поплавата не можете да се браните во своето село, туку во соседното. Е така и со државата. За да го спречиме овој вирус, мора државите да си помагаат и си помагаат. Кај нас по Пландиште е добар одзивот. Во моментов имаме 50% вакцинирани. Се бориме од ден на ден да имаме што повеќе вакцинирани. Имаме 4 видови на вакцини, значи сите кои што се на пазарот. Граѓаните треба да си одберат, се разбира и вие, кога ќе дојдете да се вакцинирате, можете да бирате која вакцина ја сакате. Мене ми е жал што поголем дел од разговорот го водиме за ковидот, но тоа ни е моментално најголем проблем. Видовме измрзнувања, видовме многу лоша пролет, се тргна како заинат наопаку и градоначалникот збореше за тоа, но земјоделските места, како што е Росоман, како што е Пландиште, секогаш треба раководните луѓе да застанат зад народот, бидејќи ние немаме некоја голема индустрија, се бавиме со земјоделие како и вие,
не со овоштарство, повеќе со житни култури и сега сум, не можам да кажам задоволен, но гледам колку се грижите и колку сакате да му помогнете на секој земјоделец. Ние имаме 13 села, Росоман има 10 села, по број на жители сме тука некаде и најдобро се разбираме едни со други. Уште еднаш да го честитам Духовден и да го проведете во мир и веселба и да следната година, почувајќи од овој Духовден, па се до наредниот, биде се подобро и подобро. I veselju i da naredna godina počev od ovog Duhovdana do sledeće bude sve bolje i bolje. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.